Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Прашањето со абортусот фрла сенка врз републиканците. Со оваа најава започнуваме емисијата и веднаш ќе ви кажеме зошто е голем наслов. Нова книга, далеку од белетристика, ги разбуди страстите овде. А ке зборуваме и за Ајзек, бура што внимателно се следи како потенцијален ураган. Останете со нас. Демократите се обидуваат да ги искористат контроверзните забелешки на републиканскиот кандидат за Американскиот сенат Тод Акин за абортусот, но предпоставениот председателски кандидат од Републиканската партија Мит Ромни се обидува да ја рефокусира кампањата на економијата. Ова не му успеа многу вчера во Ајова, зашто демократите инсистираат дека забелешките на Акин покажуваат оти републиканците ги загрозуваат правата на жените, уште повеќе што Пол Рајан, кој најверојатно ќе биде на ливчето со Ромни, е ко-спонзор на стриктната легислатива против абортус. Прашањето нема да го снема во догледно време, посебно со новата платформа на републиканците, која бара уставен амандман за прогласување на абортусот за незаконски. Тропската бура Ајзек денеска може да стане ураган. Хаити и Доминиканската република се најзагрозени во моментов, но и Републиканската конвенција, што во понеделник започнува во Тампа, Флорида. Организаторите велат дека веќе работат на план Б за нејзино релоцирање доколку тоа навистина е потребно. Ке чуете секако. Членот специјалниот американски тим што го уби Осама Бин Ладен напишал книга за мисијата, создавајќи загриженост меѓу американските официјални лица за потенцијално откривање на класифицирани информации. Издавачот вели книгата е готова за публикување под фиктивно име Марк Овен и дека идејата е да се даде вистински приказ на тоа што се случувало. Ниту Пентагон, ниту ЦИА не ја ревидирале книгата, што е спротивно на правилата на агенциите, кога нивни персонал пишува што уште повеќе ја загрева загриженоста. Секои 4 години во САД се одржуваат национални конвенции на политичките партии, на кои официјално пред американците се представуваат номинираните за председател. Поранешните конвенции често беа управувани од преговори зад кулисите за на нив да бидат избрани номинираните. Денеска тие се главно церемонијални. Од тука некои се прашуваат зошто се потребни. Како што со свирче започнува секој фудбалски надпревар, конвенциите сигнализираат дека е време да почне вистинската игра. Високата енергија од нив треба да ја доведе американската председателска кампања до крајот уште 10 недели. Во минатото политичките конвенции беа полни со интрига и внатрешни борби. Па дури и насилство. Антивојните демонстранти доминираа во приказната за Конвенцијата на Демократската партија 1968. Но сега партиските конвенции се само големи забави. Секој ги знае номинираните. Некои велат, тие пари може за друго да се потрошат. Ричард Савич е политички консултант. Луѓето кои се во средина или неопределени на ова може да гледаат како на расипништво, но за тие што одат од врата до врата и прават телефонски повици, конвенцијата е награда за нивната работа. Конвенциите некогаш носат возбуда, лансираат растечки политички звезди. Барак Обама првпат го привлече вниманието како говорник на Демократската конвенција 2004. Но слободен удар на конвенциите е телевизиското покривање. Телевизиските мрежи пренесуваат се што се случува на конвенциите и прават анализи. И како во фудбалот, победува оној кој ќе даде повеќе голови. Целта е да се живее овде, во Белата куќа. Но кој ќе биде тоа, нема да знаеме до 6 ноември. Европските лидери се враќаат од летен одмор назад во кризата со еврото, што се заканува да ескалира. Додека Грција се обидува да издействува облажување на условите под кои се дава помош, вниманието одново се врти кон Германија, што на широко се смета за единствената држава која може да ја спаси валутата на Унијата. Следниот прилог е од Штутгарт, каде жителите или поточно домакинките имаат совет за останатиот дел на Европа. Во Штутгарт, главен град на регионот Швабија, нема многу знаци на криза.
Токму овде, германската канцеларка Ангела Меркел ги фалеше квалитетите на швабската домакинка, позната по штедливост и способност за управување со домакинство. Клаудија Баудер и Габи Вебер се членки на германско-американскиот клуб за жени во Штутгарт. Има длабоко всадена честност кај швабите и германците да не искористуваат премногу ниту други луѓе, ниту пак државата. Добро би било во државите каде се случуваат немногу убави работи, луѓето да се придржуваат на правилата како што прават швабите и германците. Анкетите покажуваат дека мнозинството германци ја поддржуваат Меркел, која инсистира проблематичните економии да ги скратат трошоците ако сакаат да добијат помош. Бајдер и Вебер велат дека тоа е просто домакинско однесување. Не купувате нешто што не може да го платите. Ако инвестирате, трошите прво од своите заштеди, а ако земете заем, мора да бидете сигурни дека може да го вратите. Неделава германскиот министер за финансии кажа дека парите ќе бидат фрлени во бунар за да се спаси еврото. Баудер и Вебер се согласуваат. Се разбира дека сакате да помогнете, но прашувате има ли план како да ја поправите ситуацијата. Мислам дека е оправдано тоа да се праша. Германија не сака еврото да се распадне, но европските лидери не успеа да дојдат до решение. Домакинките Баудер и Вебер знаат дека не е лесно да се води добро домакинство, но Меркел верува дека Швабија може да понуди добра лекција за цела Европа. Звучи здраворазумски, нели? Штета што домакинките немаат поголем глас во политиката. Но навистина Германија е локомотивата на Европа. Што ја прави силна? Како германците ги облажуваат ефектите од финансиската криза? Сите не интересира. Истражуваме за вас. Гледајте на утре. Компании со средна големина. Клучот за отпорност. Ќе објасниме во петок. Тоа е се за денешнава емисија, која ќе најдете на нашата интернет страница glasnaamerika.com, а може да не побарате и на Facebook. Јас сум Лилица Китановска, а вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. До гледање до утре!